На седницата беше усвоен предлог за заклучокот за кварталниот извештај за извршување на буџетот во општина Демир Капија во првиот квартал од оваа година, при што се рече дека вкупните даночни приходи во првиот квартал изнесуваат 2.168.368 денари, а реализацијата на тековно оперативниот биланс на приходната страна изнесува 47.325.000 денари. Вкупните капитални приходи во општина Демир Капија изнесуваат 336.972 денари. Тековните оперативни приходи изнесуваат 19.987.000 денари. Инаку, втората точка од дневниот ред на ова 19-та седница поразредувањето беше усвоена, а се однесуваше на програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во општина Демир Капија во 2019 година. Поразредувањето на третата точка од дневниот ред беше усвоена програмата за работа на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените за тековната 2019 година, која има задача за вклучување на родовата перспектива во процесот на проценување на импликациите на жените и мажите на секоја планирана акција, вклучувајќи ја или легислативата, односно законот, политиките, но и програмите во секоја област на сите нивоа. Четвртата точка од дневниот ред на седницата на Советот на општина Демир Капија беше за одлуката за деталниот урбанистички план на винарска визба Винарија Гама, општина Демир Капија, планскиот период од 18-23 година со површина на плански опфат од 4,68 хектари, изработен од студио Артрум до Штип во декември 2018 година. Поразредувањето на пета точка од дневниот ред беше донесена одлуката за одредување на земјиште за привремено кампирање во рамките на напорите што општина Демир Капија ги прави во правец на обезбедување на соодветни услови за кампување во населбата. Инаку во текот на оваа седница беше разделен и извештајот за јавна чистота на град Демир Капија за 2018 година, исто така изградбата на комунална инфраструктура во етно-винско село Клисура, втора фаза водоснабдување, кој веќе е имплементиран, како и проектот за создавање на услови за ново сообраќајно поврзување со автопатот Е75 преку изградбата на анексна клучка, која е во фаза на имплементација, и проектот за подобрување на животната средина преку пејсажно и комунално уредување на крајбрежјето на села на река Бошавица, која е во фаза на евалуација. Се премина на 13-та точка на дневниот ред, која се однесуваше на заклучокот на годишниот извештај за спроведување на програмата за развој на Вардарскиот плански регион за минатата година, донесен на седница на Советот за развој на Вардарскиот плански регион. Седницата заврши со советнички прашања на кои одговори даваше градоначалникот Лазар Петров.